Ви кажав дека обсесивно собирам готвачи за храна. Книги кои пропагираат здрава храна, а здравата храна ми е обсесија. Иако во моите емисии не ви покажувам често здрави рецепти, ви ветувам дека нека следните недели ќе ја посветам исклучиво на здрави рецепти. Како родители, знам дека многу често имате проблем како да им подготвите здрави ужинки за вашите деца во школа. Мене ми беше тоа исклучително борлива тема. Многу често се борев со моментите како да подготвам нешто што е здраво, што децата може да го понесат во школа, тоа да биде интересно и вкусно за нив. И на крај, еден колега кој се вика Гоце, ми покаже еден рецепт кој денеска ќе ви го покажам. Денеска ќе ви подготвам здрава гранола, односно домашно подготвени гранола коцкички, кои ги прелиеме со убаво чоколадо, квалитетно, која е од 70% какао. Тие убаво ќе ги спакуваме, ќе ви покажам како ги пакувам за да им бидат забавни на вашите деца. Можете да ги ставите на страна во некоја тегла да ви стојат со недели, а вашите деца да имаат здрава ужинка во школа. Се гледаме набрзо во кујната да ви ја подготвам мојата здрава гранола. Како што ви кажав, денеска ќе ви подготвам една прекрасна гранола барс, кои ќе може да ги подготвите од оние состојки кои ги нарекуваат здрава храна. Денеска ќе употребам најразлични семки, ореви, сушено овошје. Сето тоа убаво ќе го измесиме. Рецептот, како што ви кажав, не е мој и неколку пати морав да го тестирам додека не ги открив правите соодноси, како да ја погодам совршена плочка од гранола. За да ги подготвиме, потребна ни е овесни снеголки, тие се основата, и таа налва. Таа налвата ќе испушти одредени масноти, кои ќе се измешаат дополнително со оревите и со сите други масноти од семките, ќе се врзат. Нема да ги печеме, туку ќе ги сушиме во рерна. Рерната ќе ја уклучиме на околу 160 степени, меѓутоа со фен, доколку немате ќе ја намалите на 140 и ќе ја печете малце подолго гранолата. Најпрвен ќе започнеме со алвата, бидејќи тука имам околу 250 грама алва, убава бела алва. Таа ќе ја иситниме многу ситно, дури ќе ја измесиме со рака, за да ја пушти целата маснотија, бидејќи нема да користиме ни една друга маснотија, освен малку сончогледово масло, за да ги врземе. На ситни коцки ќе ја исечеме, убаво ќе ја издробиме, за да се отпушти, бидејќи алвата во суштина е кога ќе се отпушти, кога ќе се исече, таа станува буквално е течната состојка во овие гранола барс. Ова е еден од поуспешните рецепти кои ги подготвувам, бидејќи на овој начин ми успеале да протнам најразлични семки и овошки кои моите деца не ги сакаат, дури сум буткала и спанак, кој претходно е дехидриран, само за да може да добијат некој витамин екстра. Тоа е мојата танава. Малку ќе ставам сончогледово масло, брилијант. Една лажичка, само за да ми се отпушти. И убаво ќе измесам. Покрај сите здрави состојки кои користам тука и содржат најразлични убави масла, би сакала да ви кажам дека сончогледовото масло е богато со есенцијална масна киселина, односно линолна киселина. И едно од најдобрите извори на природен витамин Е, односно токоферол. Тоа го прави едно од најквалитетните масла за јадење. Витаминот Е е мокен антиоксидант, што значи дека ги штити клетките на телото од оштетување, што се резултат на изложеност на загадувачите на животната средина. А исто така му помага на вашето тело да создава црвени крвни клетки, односно да го одржува функционирањето на циркулаторниот систем. Од кога ќе ја измесите алвата, која е во суштина таа ни со самово масло, ќе додадеме само една половина лимон, бидејќи сакам да има свежина внатре. Не сакате многу мокри намирници, бидејќи подолго ќе ви треба да ја испечете. Јас го сакам само како вкус внатре. Ќе додадеме една лажица мед. Доволно е блага таа на алвата.
и ќе почнеме со додавање со постојано мешање на другите намирници. Додаваме околу 400 грама овесни пахулици. Овие се малите овесни пахулици, вие може да го користите и големи, кршени, и полека ги додаваме во целата смеса, мешајќи постојано. Доколку на крај ви е суво, додадете само малку масло или мед или сок од лимон и ќе добиете соодветната густина. Убаво ќе смесите. Малку е досадно, трае, меѓутоа ви ветувам дека вреди за трудот. И ова ќе излезе огромна количина. Наместо да купувате секој ден плочки кои не знаете од каде стигнале, можете да подготвите, не знам, 20 и да имате за вашите деца за секој ден по едно. Продолжуваме со семките. Ќе додадеме околу 30 грама семки од тиква. Секакви семки ќе ставиме. Ќе ставиме линено семе. Исто околу 50 грама. Ќе додадеме семки од сончоглед. Ќе додадеме сушена брусница, суво грозје. Не се водете за количините, колку имате толку. Повторно ќе промешаме. На крај ќе ги сецкаме оревите. И тие ќе пуштат дополнителни есенцијални масни киселини во нашата гранола. Ќе ги сецкаме грубо. Сакаме да не изненадуваат секакви парчиња на овошје. Ова е така еден нежен, мирен рецепт. И ќе ставиме уште сецкани суви кајси на парченца. Грубо само. Во оригиналниот рецепт на мојот колега беше половина килограм алва, јас едната ставив само 250 грама, а останатата половина ќе ја заменам со класичен таан. Мислам дека многу полесно и поубаво и покремасто ќе се врзе целата смеса. Ова захтева трпение, многу мускулатура и е одличен фитнес за вас. Ќе го месиме некои си 10 минути. Додека не го соединиме и не стане како пластелин. Ова е конзистенцијата која треба да добиете за вашата гранола барс. И бидејќи сакам понатака да ги пакувам, да ги чоколадирам од сите страни, ќе искористам сите можни модели кои ги имам по дома, бидејќи имам тука една огромна количина. Ќе ги наполнам плитко, значи не треба да ја полните најмногу длабоко модлата, бидејќи треба на крајот да ви се треба да испари течноста, доколку се големи, тие ќе се нема да може да испари течноста. Ќе ги наполнам сите мои модли. Убаво ќе ги нагмечам.
веќе наполнети. Ќе испечам во оваа тура многу. Ќе земам само една чашка за да ги притиснам. Убаво треба да се притиснати. Мечен. Одат во закрејана ерна. Околу 30 до 40 минути ќе видите не смеа да ви изгорат од одгоре, доколку приметите дека не се се уште исушени, само ќе ги покриете со една алуминиумска фолија и убаво и трпеливо ќе ги сушите. Мојата рерна е со фен, значи треба да имате рерна која има внатре фен, доколку немате, ќе одите на пониска температура подолго време. Додека моите гранола бар се печат во рерната, јас ќе си подготвам еден енергетски напиток кој вие можете да го користите исто за вашите деца. Секогаш го подготвувам наутро пред да одат во школа. Ќе искористам повторно супер фрутс, односно супер овошје, кој ќе ставам различни бобинки внатре, кои ги замрзнав претходно затоа што сакам да имаат како сладолес вкус. Ќе ставам праски, ќе ставам се што имам од овошје дома во смути и се гледаме наскоро. Додека нашите гранола плочки се печат во рерната, јас ќе си ја подготвам витаминската бомба. Ќе користиме, вие може да користите она што го имате по дома. Јас денеска имам убави праски. Ќе ставам една праска. Овие се нектарини. Ќе ставам уште една праска. Не затоа што така треба, туку затоа што така сакам праската како вкус, многу ми е неутрална. Ќе ставам малку ѓумбир. Се приближуваме кон зона на настинки. Верувам дека на сите ви се крева коса од таа зона кога доаѓа есента или пролетта, кога вашите дета ностоп се марсулави. Ќе ставиме ананас, јас го ситним на коцки, само малку. Остатокот ќе си го изедам со кафе. И замрзнато овошје. Тука имам боровинки, имам јаготки, имам марилни со капини. Ги ставам замрзнати, бидејќи имам витамикс убав. Кажете ми дека ова не изгледа совршено. Здравје во чаша. Ќе додадам и малку мед, сосема малку, затоа што никогаш нема штета од една лажица мед. И ќе го провртиме. Дадеме половина чаша вода за да се исече и другото овошје. Односно да се изблендира. Неколку минути. Здравје во чаша. Еве како изгледа. Кажете ми дека ова не е најпрекрасното нешто кое сте го мириснали и вкусиле. Малините се одлични. Ќе си го ставам во шишенце. И ќе дополнам малце вода за мене, а остатокот го задржам додека дојдат моите деца. Гледаме наскоро за да ги чоколадираме нашите плочки. И се враќаме назад со нашите гранола барс. Еве како изгледаат, совршени се, веќе си имаат добиено своја форма. И на крајот, за да бидат привлечни на вашите деца, јас ќе ви препорачам, не морате да го направите ова, ќе ви препорачам малку да ги измачкате во чоколадо. Чоколадото ќе го стопкам во микро, ќе ги прелијам моите гранола
моите гранола плочки, ќе ги ставам во фрижидер едно околу 2 часа, 3 часа. Потоа ќе ги спакувам со машнички во убава хартија и ќе ги ставам додека ги потребат моите деца. Имам црно чоколадо, околу 70% какао, нели денеска сме исклучиво на здрави намирници. Ќе капнам само една капка масло, за да застакли убаво чоколадото. Можете и путер. Одидам во микро. На средна температура, некои си 2 минути. Мојата чоколада е веќе готова. Се стопи. И проста постапка, ја верувам дека сите ја знаете. Вашата плочка ќе ја потопите, ќе ја свртите и ќе ја ставите директно да се на хартија за печење. Ова ќе го повториме со сите 100 плочки кои ги направив. Ќе ги ставиме во фрижидер околу 2 часа за да направат убав слој на чоколадо. Потоа ќе ги завиткаме со различни машнички за да бидат забавни за децата. И тоа е тоа. Се надевам дека ви се допадна изборот за рецепт денеска. И се надевам дека ќе го прифатите во вашата кујна и ќе направите здрави ужинки за вашите деца. И си направите смути кој е буквално здравје во чаша. А ние веќе се гледаме во следната емисија на Маја Готви.